Меѓународната стручна конференција реформи во правосудниот систем помеѓу политиката и правото собра експерти од сите ексју држави, каде заеднички се разгледуваа позитивните примери од секоја земја и се изготвуваа и предлагаа законски решенија за тоа како и на кој начин треба да се направат реформите во правосудниот систем. Професор доктор Атанас Козарев посочи дека оваа конференција се случува во исклучително важен период во Македонија, особено затоа што се во тек полемиките и дебатите за тоа како и на кој начин треба да функционира судскиот совет. Меѓународната научна и стручна конференција реформите на правосудниот систем помеѓу политиката и правото во суштина се случува во еден актуелен клучен момент кога нашиот правосуден систем во суштина е исправен пред бројни предизвици чиј што генеза има повеќе децениска еволуција. Практично реформата на правосудниот систем е актуелно прашање во моментот затоа што постои една дискрепанца помеѓу она што е реално, фактичко и нормативно, помеѓу она што е перцепција на граѓаните за правосудниот систем, како во однос на пресудувањето, така и во однос на регулативата. За мене посебно е значајно што оваа конференција се случува во пресред на објавувањето на ЕНЕР, на новиот закон за судски совет, кој што на еден нов начин се обидува да отстрани одредени пукнатини во системот на правосудството, а пред се во основата да судиите пресудуваат врз основа на правото, а не под страв на носителите на власт или пак под притисок на јавноста, затоа што сето тоа води кон процес кој што не е демократски и нелегитимен и отвара други прашања. Практично ние едни прашања затвараме, но други се отвараат. Исклучително важен сегмент за кој зборуваше професорот Козарев е потребата од спојување на теоријата и практиката, односно дека во носењето на законите секогаш треба да се консултираат стручни лица кои ќе овозможат и создадат функционирање на правото далеку од спрегите и влијанието на политиката. Целта на конференцијата, визијата, мисијата на сите нас тука присутни, на гостите од Хрватска, Босна и така натаму, е да разгледаме компаративно какви се актуелните состојби во регионот, како да одиме напред, како да ги здружиме силите пред се во делот на академската заедница, а понатаму и во практиката, бидејќи спојувањето на теоријата и практиката практично во суштина е едно одлично решение за детектирање на сите слабости во еден систем. Целта не е преку овие конференции да имаме размена на знаење и искуства, кои што ќе помогнат да создадеме храбри, квалитетни експерти од областа на правото, кои што на вистина нашата држава ќе ја однесат побрзо во Европската унија. Принципите, теоријата, декларациите се една работа, меѓутоа кога ќе дојдеме во ситуација да имплементираме одредени решенија, тогаш настануваат проблемите. Затоа што во суштина ние практично понекогаш прифаќаме некои решенија од цивилизираниот свет кои што не се компатибилни на нашиот менталитет и тука имаме ние понатаму проблеми, па зборуваме за незадоволство од работењето на правосудните органи и таа перцепција општа како кај граѓаните, така и кај општествената, економската, државната елита и така натаму. За довербата во правосудните органи, покрај правните експерти, зборуваа и представници од бизнис заедницата. Јас сум еден од тие од 98% кои не му веруваат на судството. Па со самото мое представување, јасно е и моето присуство и моето, како да кажам, учество на овој. Успешен симпозиум би го нарекол, меѓународен, и честитки до организаторот, бидејќи докажа на државните универзитети во кои ние граѓаните даваме многу пари, јас повеќе давам сигурно, бидејќи не сум од најголемите даночни обврзници, годишно давам 30 милиона евра на оваа држава, која не го почитуваше судството од почетокот, го пропуша, односно го ствараше власта судството. Ние денес имаме расо судство. Ние имаме држава која го контролира судството и затоа не може да дојде крај на ово, да ја зголемиме бројката од 98 кои не им веруваат. На конференцијата учествуваа и експерти од регионот, министерот за економија на Травник, Босна и Херцеговина, Сеџат Милановиќ, објасни дека за земји кои се во транзиција, обврските за спроведување на правосудните реформи се поголеми, бидејќи истите се дел од процесот за пристапување кон Европската унија.
Mi znamo da smo mi zemlje koje su još uvijek u tranziciji, koje imaju obavezu da u skladu sa ovim pristupnim pregovorima sa Europskom unijom urade određene reforme unutar zakonodavstva. Te reforme su aktuelne i u Bosni i Hercegovini i ovdje u Makedoniji. Mi ćemo u narednih nekoliko godina kroz ove pristupne pregovore imati obaveze da ispunimo određene reformske agende, tako da će i ovi zaključci i ova konferencija koja je evo danas ovdje u Skoplju doprinijeti tome da onaj dio vlasti ili vlade koja donosi te zakone i propise uzme u razmatranje prijedloge i primjedbe koji će biti danas doneseni zajedno sa svim zaključcima на овој конференција. На меѓународната конференција се зборуваше за јакнување на академската заедница во Македонија и сите други екс-ју земји, а се потенцираше и потребата од постојана соработка и меѓусебно помагање.